Дечки. Поранешните гледачи на нашите видеа паметат како сме се капеле со Бобан на оваа река со точаци, ама. Еве, станавме повозрастни и очигледно помрзливи и моравме да дојдеме со кола. Ама да, кефот е тука, битно сме тука, битно ќе се капиме, битно ќе се оладиме. Види колку свежо личи. Водата е ладна, планинска вода. Иво, јас мислам дека тогаш се капевме онде. И таму се капиме. Беше длабоко. Дизориентирачки ладна е вода. Чекај да видам. Сега да видиме колку е ладно. Леле, колку е ладно. Ова е како на Пелистер горе. Ова место е толку далеко од се, што немаме ни мрежа, немаме ништо. Препуштени сме сами на себе и на тоа што ние ќе направиме. Леле, колку е ладна водата. Не е многу. Ова ќе е спиритуелно. Овде имаме вистинска природна када. Джакузи. Дури со притисок, со енергија, ама пак ќе кажам. Водата е дизориентирачки ладна. Дај ја се слапи. Ајде. Ова заслужува лајк за Иво да може да влезе. Леле. Одиме, дечки, време. Колко е време, е време. Леле. Како? Иво веќе една минута седи вака, а мене ми е ладно на нозете. Како е? Проговори нешто да знам дека е добро. Не можам да зборам. Сега тука му се придружва и Ангел. Ајде јас да влегувам. Бално е джакузија во корито и баса седнување. Баса седнување корито. Не знам дали се слуша, ама та, ќе влегуваме се. Ајде. И јас влегвам помалце, многу е ладна водата. Но чекај се задржам некако брат да не си препелкам водата. Леле, камено, колко не мога да гол. Хеј, Ангел веќе влезе. Нема знаци на говор. Јас сакам некако да стапнам на некоја соодветна површина. Вајда му е убо, не сум точно сигурен. Нозете мене ме пржат од ладно. Човеку! Ова нешто мора секој да го проба, секој од нас. Како беше? Гледам. Феноменално искуство е, ако се фокусираш на дишењето, да ја осеќаш болката од ладното што ти се создава, се навикнуваш после некое време, ако дишиш длабоко треба да продолжи цело време. Техника да си патиш некој на дишење, ритам, и ќе навикнеш на тоа. Пак ти студи, ама е како сами гори цело тело. Аха. Да, не се претопло бјаното. Сад сеќам како циркулацијата 5 пати ми е подобра. Многу мојкна работа, одлично, ти треба да пробаш. Сакам и јас да влезам, човек, ама премногу ми е ладно. Иво го снема, замина далеку, во шумата. Ангел продолжува по него. Тука и кравите ни се придружват. Овие се веќе на плажа. Веќе се сунчат. Белица е река толку чиста што може да се капиш и да пиеш од неа исто време. Сега ќе дојде и Симона и двата ќе пробаме да влезиме. Кравите влегаја во вода пред нас.
Ќе пробаме да влеземе сега по полека. Ајде само назад. Леле. Колку е ладно. Кравите дојдоја до нас, не посматрат. Ептен се близко. О, колку е ладно на грбот! На грбо е многу ладно. Така заедно. На 3-4? Ајде. Не знам дали ќе успеам, може да ја ги измамам. Да измамиш. Само што така прави. Па ти е ладно. Немате појма колку е ладно. А влезем сум до тука. Не е возможно оваче. Ајде станеме. Не можам да издржам веќе. Не можам. Леле, колку е ладно. Немам појќа со ова. Ова е травматизирачки. Ама ако ќе излезеш после ти е топло. Да. Да пробам уште еднаш. Трет пат. Многу е чудно што кога испаднеш не ти е... Воопшто не ти е ладно. Очо... Види колку е мало. Мало теле. После надвор е преубо. Како на кравите не му студи во нозете? Сакам интервју да ми дат, како не му студи? Абе, еднаш кој ќе го помириш, после немаш гајле, ама првиот пат да се убедиш да го направиш нештото е тешко. Ова Кравите сака може да не да нападне. поминат заради нас. А мислиш дека ќе отидат надоле? Не. Јас мислам дека натаму сакат да одат на кајфатот. Како друштво крави можуваме најјакиот момент. Онака, ојме сега кај реката. И да се изладиме. Треба цела влезеш. Не. Многу си ладен. Да? Бобан и кравите. Многу ладно. Ама ова е најдоброто джакузи, брат. Го губиш балансо на телото, брат. Ќе правите да фатите? Ама треба од доле вака да го... Супер. Скокче. Чекај. Напред да скокни Чекај. килограм. Стој. Понапред малце. А. Сега те Браво. помаш. Лево ќе скокне. Само патиките. Жешките температури ни прат да импровизираме и моментално чоколадото е клаено во вода за да се лади и да се стврдни. Дали се стврдна? Камене. Мислам, веќе беше малку Абе, 2 минути стврнато. му требаат, водата е преладна. Преладна е. Лека по лека го напуштаме ова прекрасно рекиче. Се враќаме назад и сега одиме на едно многу убаво место. Се викаше Зовик. Зовиќа. Село Зовик, значи. Таму се надеваме дека нешто ќе јадиме. Имаме пат до таму сигурно пола сат, постоја јогорници и сето тоа. После угорниците немаме уште правно. Мислам се вкупно со угорниците и се има. Ќе кажи GPS. Ајде, ако да и немаме мрежа тука. Па да.